Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ве информираме. Еве ги насловите. Во Европскиот парламент во Брисел денеска продолжи дијалогот меѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ со посредство на европратеници. Убавото време му возможи на ловечкото друштво Шчипоње од Липково да започне со низа активности, од каде апелираат ловците да бидат хумани кон дивечот и да ја почитуваат забраната за лов. Американскиот претседател Барак Обама ќе ја отстрани Куба од списокот земји кои спонзорираат тероризам. Фудбалската школа Евроспорт од Куманово оствари голем успех на меѓународниот турнир во Виена, каде го освои четвртото место во конкуренција на 5 држави. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи. Трет дневник на К3. Во Европскиот парламент во Брисел денеска продолжува дијалогот меѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ со посредство на европратениците Едвард Кукан, Иво Вајгел и Ричард Ховит, а со цел ставање крај на политичката криза во Република Македонија. Во Европскиот парламент во Брисел представници на ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ со посредство на европратениците Едвард Кукан, Иво Вајгел и Ричард Ховит на неколку часовна средба бараа решение за отворените прашања, а со цел ставање крај на политичката криза во Република Македонија. И оваа средба, како и предходната, се одржа зад затворени врати. Европратениците имаа одвоени средби со двете страни, за подоцна сите заедно да седнат на заедничка маса. Првата средба на представници на двете партии се одржа исто така во Брисел на 30 март. Делегацијата на ВМРО, ДПМНЕ ја сочинуваа Никола Поповски, Никола Тодоров и Илија Димовски, а на СДСМ Радмила Шеќеринска, Рената Треневска-Десковска и Виктор Габер. Првата рунда од дијалогот заврши без успех, но со договор разговорите да продолжат по великденските празници. Според информациите од средбите, СДСМ останал на барањето за формирање преодна влада и за оставки на министри и раководни лица од Македонската радиотелевизија, како и најавниот обвинител. Тоа било отфрлено од тројката од ВМРО, ДПМНЕ. Кумановската населба Тоде Мендол, или меѓу граѓаните позната како дива населба, ги нема основните услови за живење. За време на брз технолошки развој, над 20.000 жители секојдневно се соочуваат со основни инфраструктурни проблеми, како што се несоодветна канализација, неасфалтирани улици и тротоари, а нема ниту спортски терени и детски игралишта. Советничката група ДУИ, која ги застапува интересите на оваа група граѓани, информира дека таму за оваа година според програмата се предвидени 3 проекти. Неасфалтирани улици без тротоари, решавање на проблемите со вода и канализација, во неколку наврати барале жителите од Кумановската населба Тоде Мендол. Подпишувале петиции и организирале граѓански собири, но тоа не ја променило состојбата, велат тие, и додаваа дека биле изманипулирани за изборите, при што им ветувале многу подобри услови, а од тоа не се реализирало ниту 10%. Дива населба се претвори во џунгла среде градот. После изборите никој не дојде ниту да не погледе, ниту да види што се случува, изјавија револтираните граѓани. Кога треба за гласање, си су нема боле луѓе во парламентот што има денеска, него ништо не прават. Ова кај нас наречито све фали. Нема што да не фали. Во населба фали највише, гледајте. Пустелија, како да си во Африка негде. Што немамо ми од диво населба, ништо немам, ни за деца, ни за пут, ни тротоар, ни ништо. Mi smo najsirama ljudi, mi smo ovde u Kumanovu. Mi smo kako od džunglu tamo. Ovi je naša mala, vidi ovi kako kanal, sve vrati vodu nazad u kuću. Žalim 5-6 година и ништо не помогу. Во Тоде Мендол најголем дел од граѓаните отпаѓа на помладата генерација. Нема никаква рекреација за деца, игралишта и спортски терени. Нашите деца си играат на улица и изложени се на опасност во сообраќајот, додаваат тие. Има игралишта за играње. Наша деца игра по улица, знаеш, ударам на прозори на деца. Куде ќе иде? Не, нема ништо. Нема ништо. За деца нема ништо овде. Малку асфалт е многу покварено.
Советничката група на ДУИ во Советот на општината, која ги застапува интересите на оваа група граѓани, информира дека буџетот за годинава дозволил 3 проекти, и тоа асфалтирање на улици и решавање на канализација, а спортските терени ќе треба да почекаат подобри времиња. Се работи за улица Веселин Војевски, што веќе проектот е готов, на ревизија, веќе ќе се пушти тендерна постапка како е и преку лето мислам дека ќе почне. Исто така Перо Стојминовски блиску до џамија што е улица, таму има проблеми и со канализација и со асфалт. Двете проекти се завршени, се на ревизија. Мислам овие денови таму ќе се пушти тендерот исто така, очекувам за до крај на година да бидат решени тие две улици. Едната комплет со канализација и асфалт, пошто таму имаат проблем. Ќе се стави нова канализација од почеток до крај на таа улица све. И трето е кај џамија на Дули, што се вика улицата горе. Таму ќе е предвидено да се стави канализација и вода, пошто нема до таа улица воопшто. Инаку Тоде Мендол брои над 20.000 жители. Убавото време му овозможи на ловечкото друштво Шчипоња од Липково да започне со низа активности. Од друштвото апелираат ловците да бидат хумани кон дивечот и да ја почитуваат забраната за лов, која што ќе трае се до 1 август. Ловечко друштво Шчипоња од Липково започна со пребројување на дивеч, обновување на старите хранилки за срнички дивеч, правење на нови за крупен дивеч и негово подхранување со пченка. Ловечко друштво Шчипоња од Липково и сите други ловечки друштва имаме обврски да сега во овој период да се врши пребројување на дивеч, припрема за новата сезона. Што значи? Значи дека треба да направиме доволен број на хранилки кои се оштетени, кои се нови да се направат. За срнички дивеч, прават се хранилки за крупен дивеч за дива свиња. Тука си подхранува дива свиња сега со пченка, за да може тука да сега е месец на парење. Секоја сабота и недела друштвото спроведува активности во група од 5 до 15 ловци, а воедно се прават и посматрачници на местата Извор, Белановце, Стража, Домановце, Гошинце, кои представуваат обврска кон Министерството за шумарство и земјоделство. Имаме стварно активности, времето е убаво, а и чекаме уште малците да се отопи, пошто горе има снег доста уште, да ги припремиме и за садење на компир и овес за прихрана, додека понатаму ќе имаме и косење на свежа трава за сено, за дивеч да имаме наша тамо да го складиме тамо да го имаме. Активностите ќе траат 1 месец, ловочуварската служба е на терен и се врши редовна контрола поради зголемениот број на ловократци. Наш апел е само да се ги плаќат редовно членарини, нема никаков проблем да има. Супер може да се дружиме горе со нас во нашето ловечко друштво и овие ловечки друштва други кои гравитираат, само да бидат хумани према дивеч. Сега да не се сега е ловосто и не сме да се лови ништа. Све е сега ловосто забранено, сем за штеточина на волки на лиси се мисли. Забраната за лов е во тека, веќе од 1 август започнува лов на прелетен дивеч, додека ловот на крупен дивеч започнува од 1 октомври и ќе трае до 31 јануари наредната година. Во тек е уписот на ученици во интернатот професор Мијалковиќ, кој има капацитет од 120 места. Тука предстојуваат ученици од целата од Козјачкиот регион, како и околните општини Кратово, Свети Николе, Крива Паланка. Важи за еден од поуредените во државата, а за психосоцијалниот живот се грижи тим од 4 педагози. Ѕидовите на ученичкиот дом професор Мијалковиќ паметат многу успешни средношколски приказни, испишани од генерациите ученици кои престојувале тука. Втор дом во моментот е на 70 ученици од Козјачкиот регион и од соседните општини. Матурантката Валентина Трајковска е една од нив. Доаѓа од селото Арбанашко. Скоро целото основно и средно образование го поминала во интернати. 4 години престојува овде, до 8 деление била во домот во Драгоманце и тоа не било пречка да реди петки во дневникот. Па има, зависи како ќе си го подредите времето. Секогаш има, јас сум одлична ученичка и секогаш гледам и да се дружам, но гледам и да учам во слободно време, така. Па многу би сакала, ама финансиите малку и ќе видим. Здрави. Тимот од ученичкиот дом во моментот ги посетува околните основни училишта и ги презентира условите и начинот за упис во домот. Има простор за 120 ученици кои согласно програмата на Министерството за образование престојуваат бесплатно. Сите училишта се посетени: Кратово, Паланка, Свети Николе, Козјачки крај,
младо, старо, на Горичане, значи сите се информирани и информација е пласирана до сите родители и сите ученици. Меѓутоа, ние сме и спремни секогаш и на тие ученици, ако треба да се запише ученика, можда некој бодови или не исполнува услови, значи секогаш сме спремни со наши воспитувачи и со комисија во училиште да ги помогнеме за да бидат запишани во тој смер што сака да се запишани. На учениците им стои тим на располагање од 4 педагози кои се грижат за правилен психосоцијален развој на децата. Исто така и за слободното време, при што може да користат библиотека, занимална и сала за пинг-понг. Па за успех се постигнува добар успех. Имаме одредени простори каде може да учиме. Од страна на воспитачи ни помагаат за учење. Со цимерките е супер во соба. Имаме одредено време кога ќе учиме, кога ќе седиме, кога ќе прошетаме. Се согласуваме многу добро. Па им би препорачал да дојдат овде, зашто е многу поубаво да дојдат да седат овде во интернат, кои немаат куќа тука во градот. 2 години, Свети Николе. Па супер е, добро е. Има услови за учење за се. Топла и вкусна храна секој ден подготвуваат кувари по разновидно мени. Задоволни се, како да не. Мора да има месо во обработка? Обавезно, секојдневно месо има. Обавезно. Сите информации кои се однесуваат на нив се кажуваат на озвучување, а учениците наутро се будат со релаксирачка музика. Пет улици во центарот на Куманово и на Липковското село Ризаре утре ќе останат без струја. Како што информираат од ЕВН, прекин на електрична енергија од 8 до 17 часот ќе имаат домаќинствата од улиците Иво Лола Рибар, Никола Карев, Магдалена Антова, Живко Чало и Светозар Марковиќ, поради изведување на инвестициони зафати во мрежата. Планиран прекин ќе има и во село Ризаре од 9:30 до 15 часот. Знаењето и позитивните искуства од Европа можеме да ги искористиме и 290 сончеви денови во годината да ги претвориме во бесплатна енергија во нашите домови. Додека на Запад се користи секој вид на обновлив извор, кај нас е потребно подигање на свеста за бенефитите што може да ги искористиме од природата. Сончевите колектори, фотокелиите, топлотните пумпи може да заменат дури и 90% електрична енергија. Прилог на Габриела Димковиќ. Еден сончев колектор би можел во целост да ја замени електричната енергија потрошена за грејење вода. Македонија со своите 290 сончеви денови со право го носи епитетот земја на сонцето, бесплатен извор, дар од природата, кој може да се искористи како алтернативен извор на енергија. Во Европската Унија покрај сонцето во недостиг на ресурси постојано се бараат нови обновливи извори со кои ќе се заштити од една, а од друга страна ќе се зачува природата. Технологијата нуди можности за искористување на природните ресурси и покрај колектори и фотоќели и преку топлотни пумпи може да се користи енергијата од почвата и подземните води. Нашата држава има предуслов за користење на овој вид енергија, велат експертите. Сам обичен климатизер и топлотна пумпа е нешто многу слично, но сепак и различно. Со што? Значи климатизерот ја црпе енергијата од околината во тој процент што е значително помал за разлика од топлотната пумпа. Значи таа го црпи оној максимум што самата природа нам ни го дава и го претвара во енергија која што ни е потребна за загревање или ладење на нашите домови. Во последно време кај граѓаните се буди свеста за користење на природните извори на енергија, особено сончевата. Корисниците кои имаат поставено сончеви колектори велат дека сонцето може да замени до 90% друг вид на енергија и при тоа да заштити добра сума пари од домашниот буџет. Можам да кажам 9 месеци годишно не опуштаме болерот. Еве сега од овие што беа сончевите денови за Великден, до 99 степени одеше водата. Топлината на водата. Истото е добро, имам чуено, имаат луѓе направено. Тука по Куманово баш, добро искуство е. Поготово се штеди, поготово со пумпи, они што се од подземна вода. Имавме ние, да, едно време, па сега после тоа не го инсталиравме повторно и би секако дека би. Па сега не се сеќавам на точно, ама се штеди у секој случај. А Македонија нели важи за сончева земја, така да се исплати у секој случај.
Инвестицијата за инсталирање на системот бара средства кои не се својствени за нашиот буџет, но сепак треба да се размислува долгорочно. Информираат упатените и додаваат дека кога ќе се искалкулира подобро дадените пари, се малку во однос на парите дадени преку цела година за грејење и ладење на дрва и струја. Како основа ние културата на живење треба да ја сведеме на некое повисоко ниво за да направиме еден темел на кој што ќе можеме ние најдобрите техники да ги примениме кај нас. Значи темелот е многу битен. Европските искуства покажуваат дека сонцето целосно може да ја замени електричната енергија. За ова пример е Германија, каде што има така наречени соларни градови, затоа што црпат енергија од сончевите зраци преку умните панели, кои што постојано се насочени во правец на сонцето. И Македонија има предуслови за соларни градови, но и за производство на енергија со инсталирање на цели плантажи со соларни келии кои би го впивале сонцето, а подоцна би произведувале енергија. Македонија вработува. Од мај месец во индустриската зона во Штип започнува со работа германската фабрика Technical Textile. Се очекува да вработи 1000 лица. Собственикот на компанијата Јанс Вендлер оствари средба со премиерот Никола Груевски, пошто со директорот на дирекцијата за ТИРЗ Виктор Мизо го потпиша договорот за реализација на инвестицијата во Македонија. Во фабриката ќе се произведува фиберглас за индустрискиот пазар, за градежната, автомобилската, авионската и бродската индустрија. Вандлер истакна дека сакаат да започнат со работа што е можно побрзо и според планираното фабриката ќе биде отворена за 4 недели. Тој посочи дека планираат да вработат околу 1000 лица кои ќе биде потребно да имаат искуство воглавно во бизнисот на печатењето. Првите 50 вработени веќе се на обука во нивната фабрика во Словачка, а веднаш бараат и дополнителни 300 до 400 лица за да ги ангажираат во фабриката во Штип. Истакна дека условите за инвестирање во Македонија се далеку подобри од Абу Даби, каде што на почетокот планирале да ја отворат фабриката, доколку се функционира како што треба, најави дека планираат да ја прошират инвестицијата и на производство на алуминиум и пластика, како и други инвестиции од нивни партнери. Директорот на дирекцијата за ТИРЗ Мизо посочи дека фабриката ќе се простира на 13.000 метри квадратни и ќе го инвести од производствен процес како во нивната фабрика во Словачка. За 3 месеци се направени повеќе од 10.000 хируршки интервенции во јавното здравство, покажуваат податоците од Мој термин. Најголем дел од интервенциите биле извршени во болницата 8 септември. Во јануари, февруари и март во јавните здравствени установи биле извршени 10.198 операции. За истиот период биле издадени 15.087 болнички упати за операции. Операционите сали биле најмногу зафатени во градската општа болница 8 септември. Тука првите 3 месеци биле оперирани 1139 пациенти. Втора на листата е клиниката за пластична и реконструктивна хирургија со 1032 операции. Веднаш по неа со 1012 хируршки интервенции клиниката за дигестивна хирургија. Во топ 5 установи во кои има најмногу завршени операции се клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски и клиниката за очни болести со 980, односно 819 интервенции. Најмногу или 2020 болнички упати биле издадени за екстракција на очна леќа, а 420 пациентки биле болнички упатени за киретажа на матка. Што се однесува до снимањата со магнетна резонанца и компјутерска томографија, податоците од Мој термин покажуваат дека првите 3 месеци годинава биле извршени 4446 снимања со магнетна резонанца и 11519 со компјутерска томографија. Со фонд од 12 милиони евра, Европската Унија ги поддржува прекограничните проекти помеѓу Македонија и Албанија. Во Струга денеска беше промовирана новата ИПА прекогранична програма помеѓу Македонија и Албанија. Оваа програма представува продолжение на првата која што се реализира во периодот од 2007 до 2013 година. Вредноста на новата програма, што ќе се имплементира од 2014 до 2020 година, ќе биде околу 12 милиони евра. Области во кои ќе може да се аплицира се туризмот, екологијата, културата, инвестициите, зголемувањето на конкуренцијата, инфраструктурата. Се надевам дека многу брзо ќе пристигнат првите апликации и затоа ги охрабрувам сите субјекти од двете страни да аплицираат со колку што е можно поквалитетни проекти, изјави министерот Шабани.
Според него, со претходната програма и двете држави постигнаа напредок, имајќи ја предвид географската и демографската положба на пограничната линија, каде, како што рече тој, е многу тешко да се вметнат инвестиции за економски развој. На денешната промоција на новата ИПА програма за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Албанија присуствуваше и амбасадорот на Европската унија во Македонија, Иво Орав. Се удавија 400 имигранти кои спловија од Либија во обид да стигнат до Италија. Американскиот претседател Барак Обама ќе острани Куба од списокот земји кои спонзорираат тероризам. Жан-Клод Јункер одлучи да поднесе тужба против Google поради кршење на антимонополските закони во Унијата. Вести од светот. Околу 400 имигранти кои спловија од Либија во обид да стигнат до Италија се удавија, соопшти организацијата Спасете ги децата, повикувајќи се на изјави на преживеаните кои биле спасени од еден брод и префрлени во италијанското пристаниште. Според организацијата, меѓу жртвите имало многу млади луѓе, можеби малолетни, пренесува хина. Бродот превезувал 550 имигранти и доживеал бродолом 24 часа откако испловел од Либија, според изјавите на 150 преживеани лица. Американскиот претседател Барак Обама ќе отстрани Куба од списокот земји кои спонзорираат тероризам, соопшти Белата куќа која наведува дека тој ги проследил до Конгресот неопходните извештаи за оваа негова намера. Куба е една од 4 земји кои Вашингтон ги обвинува за постојана поддршка на глобалниот тероризам. Во списокот се уште Иран, Судан и Сирија. Куба на списокот беше ставена во 1982 година поради прифаќање на баскиската сепаратистичка организација ЕТА и на колумбиското герилско движење ФАРК. Обама во декември лани објави дека Соединетите држави и Куба го завршуваат полувековното непријателство. Регулаторното тело на Европската унија во консултација со претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер одлучи да поднесе тужба против Google поради кршење на антимонополските закони на Унијата, пишува весникот Wall Street Journal. Оваа тужба може да доведе до парична казна од 6,6 милијарди долари. Еврокомесарот за надледување на проблемите на доверба Маргарет Вестагер донесе одлука по консултациите со Јункер и ќе ги информира останатите комесари на Европската унија. Таа заминува во сат и официјално ќе ги објави обвиненијата дека Google илегално го користел своето влијание и сила за да ги насочи интернет корисниците од конкурентите кон своите производи. Фудбалската школа Евроспорт од Куманово оствари успех на меѓународниот турнир во Виена, каде го освои 4-то место во конкуренција на 5 држави. Членовите на оваа екипа се презадоволни од постигнатиот резултат, но и од пречекот на нашите иселеници кои им пружија несебична поддршка и гостопримство. На 4-дневниот турнир во Австрија, фудбалската школа Евроспорт од Куманово на најдобар начин го представуваше Куманово и Република Македонија. Младите таленти на Евроспорт уште нас покажаа дека кај нив има голем потенцијал, кој во наредните години ќе треба да се прикаже во вистинско светло. Господин Стојчевски, од каде иницијатива фудбалскиот клуб Евроспорт да замине на овој престижен меѓународен турнир во Виена? Повака на турнирот Дунабе Челендж Куп, иницијатива беше од нашите сограѓани кои живеат во Австрија, во Виена, каде дојдоа до контакт со одговорните лица во клубот Герасдорф, кој е главен организатор на овој турнир. Стапувајќи во контакт, значи нашите врски влегува се подлабоко, така ние се пријавиме со генерација 2002-2003 година. Конкретно колку екипи учествува на турнирот и какви печатоци носите од него? Па на турнирот учествува 16 екипи од нашата група 2002-2003 генерација. Значи бевме поделени 4 групи по 4 екипи. Ние успеавме да бидеме втори во групата, така озборивме пласман меѓу 8-те најдобри екипи. Потоа беа формирани две групи по 4 екипи, каде исто така изборивме место за пласман во полуфиналето. Бевме втори во групата, каде за трето место игравме со Фрст Виена, значи провлигаш од Виена, што можам да кажам дека со нив играме нерешено во првиот круг 2-2, а тие на крај стана прваци на овој турнир, односно шампиони на ова надпреварување. Како ја пречека нашите иселеници во Австрија? Веројатно имате добри печатоци. Па секако, без тоа, значи мораме на сите да им се заблагодариме таму што беа присутни на нашите иселеници, поготово на
Иван Јакимовски, кој беше промотор на нашиот клуб во Виена и каде што стапи во врска со овој меѓународен турнир. Нашите иселеници, значи, се прикажа на вистина во добро свето, каде што беа цел време на турнирот со нас, не бодреа, навиваа. За екипата на Евроспорта нема одмор. Веќе за кратко време, конкретно април, ќе заминат во Златибор на уште еден силен меѓународен турнир. Мари, кога поминувате во Виена, имавте убави спомени од овој турнир? Имавме убави спомени, освоивме 4-то место, нашите луѓе добро не пречека. Сдруженијето на кошаркарски играчи на Македонија по повод новонастанатата состојба во Мак баскетот. Преку соопштение се обрати до јавноста со апел проблемите што поскоро да се надминат во интерес на спортот во државата. Надпреварувачката комисија при Македонската кошаркарска федерација ги изрече казните за неодиграните два дуела од второто суперлигашко коло меѓу работнички Карпош Соколи и Куманово Сокожов. Поради загубени два надпревара со службен резултат, најтрофејниот македонски колектив е исклучен од елитата и од следната сезона. Се сели во домашната втора лига. По тој повод се огласија спортистите. Најпрво сакаме јавно да им се заблагодариме на општините и на приватните компании за нивните огромни напори да обезбедат соодветни буџети за квалитетна кошарка. Може би во просек на квалитет по екипа и најквалитетна клубска кошарка во целиот регион, а со сигурност најизедначена и најнеизвестна. Квалитетот на нашата клубска кошарка оваа година кулминира. Никогаш досега немало 6 рамноправни екипи со еднакви шанси да се борат за титулите, никогаш немало првенство во кое не може да се прогнозира ниту еден резултат, никогаш немало првенство во кое играле толку многу квалитетни играчи и домашни и странски. Затоа и никогаш претходно не биле толку посетени кошаркарските првенствени надпревари. Но не можеме да разбереме и прифатиме кога интересите се спротивни од основниот интерес кој сите нас не обединува, и навивачите, и играчите, и тренерите, и управите, и спонзорите, спортскиот интерес. Спортот во вистинска смисла на зборот. Спорт кој едноставно се игра на спортскиот терен во спортска борба за извојување на спортска победа, која што единствено има вредност доколку е остварена на спортските терени. Ние сме играчи и не сме компетентни да ги толкуваме пропозициите и правилниците и останатите акти на федерацијата. Како играчи можеме да апелираме и да ги замолиме сите инволвирани страни, што е можно побрзо да најдат начин да се разреши оваа ситуација. Убедени сме дека постои решение, но единствено ако спортскиот интерес се стави пред кој било друг интерес. Во спротивно сите ќе бидеме губитници, а најмногу македонската кошарка. Спортот сите не обединува. Спортските победи единствено се извојуваат на терен. Ова е став на сите македонски играчи од сите клубови кои учествуваат во Суперлигата, без исклучок, велат тие во соопштението. Фудбалерите на Атлетико и на Реал Мадрид синоќа одиграа без голови, додека Јувентус на домашен терен со 1-0 го совлада Монако во рамките на првите четвртфинални мечеви од Лигата на шампионите. Реал ниту во седмиот дуел едно по друго не успеа да го совлада градскиот ривал од Мадрид, па одлуката за пласман во полуфиналето ќе падне на Сантиаго Бернабеу. На Калдерон имаше голема борба, гостите напаѓаа, но не успеа да го совладаат расположениот голман на јорганџиите Јан Облак. Словенечкиот чувар на мрежата имаше дури 8 успешни одбрани и потполно ги сопре нападите на кралевите. Најблиску до постигнување на гол беа Хамес Родригес и Герет Бейл во првото полувреме, но сепак мрежите мируваа. На вториот меч одигран во Торино, италијанскиот шампион Јувентус со минимални 1-0 славеше во пресметката со Монако. Единствениот гол беше дело на Артуро Видал од пенал во 57-та минута. Реваншите се на програмата за една недела, додека преостанатите два меча се играат вечер, кога се среќаваат Пари Сен-Жермен и Барселона и Порто со Бајерн Мюнхен. Од меѓународната сцена за денеска ќе ви информираме за кошаркарските случувања. Во регионалната АБА лига се одиграа првите полуфинални надпревари во кои домаќините имаа подобар учинок. Кошаркарската Евролига имаше свој старт вчера, во која исто така домаќините остварија важни победи. Во АБА лигата се одиграа првите надпревари во кои домаќините максимално го искористија домашниот терен, остварувајќи значајни победи. Првата средба помеѓу Будуćност и Цедевита во салата Морача беше неизвестна и драматична, а домаќините, благодарејќи на присебноста на Борис Савовиќ, кој постигна 20 поени, успеа да дојдат до првата победа. На крајот минимално, но заслужено за црногорскиот шампион 82-81. Во вториот напревар на лутите ривали Црвена звезда релативно лесно го победи Партизан со 73-64, а главен креатор на триумфот беше американецот Дженкинс со 19 поени. Вторите мечеви на програмата се вечерва, а онаа екипа која прва ќе стаса до 3 победи ќе се пласира во финалето.
Во кошаркарската Евролига исто така максимален учинок на домашните екипи. Во првиот меч во Москва ЦСКА го прегази Панатанаикос со 93-66, нанесувајќи му го еден од најтешките порази. Творец на првата победа на армејците беше Теодосич со 18 поени. Во вториот напревар гледавме големи возбудувања, а Фенербахче да победата против Макаби дојде во вториот дел благодарејќи на чешко-српската двојка Весели Бјелица, кој има учинок од 23, односно 13 поени. Во Евролигата вечерва на програмата се два надпревари. Во првиот, можеби најинтересен, ќе се сретнат Барселона Олимпијакос и во вториот играат Реал Мадрид Анадолу Ефес. Во НБА лигата на програмата беа само 3 надпревари, а се постигнати следните резултати. Бостон Торонто 95-93, Индијана Вашингтон 99-95 после две продолженија и Клиперси беа подобри од Феникс 112-101. Во Македонија времето претежно сончево со локална облачност. Попладне целосно разведрување и ќе биде сончево и топло. Наредните 3 дена времето ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. За време на викендот ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд и можна појава на грмежи со засилен ветер. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете на К3 и имајте убава вечер.